Да си кажеме, добре дојдовте. Ако во средината на 2023 вложевте 1000 евра за купување на злато, сега вашиот влог, односно инвестицијата, ќе вредеше двојно повеќе, односно ќе имавте 2000 евра инвестиција во злато. Цените на унца злато и натаму вртоглаво растат и тој раст не запира. Тоа најмногу се должи на геополитичката неизвестност, финансиската криза, инфлацијата, непредвидливоста на идните чекори на светските лидери. Како во меѓувреме, односно во овие турбулентни времиња, им оди на светските пазари на хартии од вредност, односно на светските берзи на кои се тргува со акции. Не помалку добро, особено на некои компании кои се дел од новите технологии, односно пионерите кога станува збор за вештачката интелигенција и роботиката. На овие теми денеска зборуваме со Кирил Куцуловски од Вега фондови и со Горан Марковски од КБ Инвест. Господа, добре дојавте во тело. Благодарам. Златото и хартиите од вредност се на некој начин огледало на економијата и светските случувања. Како на почеток би го искоментирале овој вртоглав раст на златото и на што се должи тоа? Па видете, баш пред некој ден прочитав надпис кој што го идентификува златото, односно цената на златото како монетарна диагноза. Во принцип тоа е у суштина одраз на начинот на кој што инвеститорите ја ценат првенствено монетарната политика и многу повеќе од тоа нестабилноста и несигурноста која што на пазарите, посебно на пазарите на должнички хартии од вредност е присутна оваа година и минатата и веќе неколку години од причина што голем број на држави веќе се приклонија кон таа фискализација, односно зголемување на нивото на долгот воопшто на државите, кое што во дадени ситуации веќе е критично и од тие причини генерално златото во моментов има ваков подем. Тоа е една од основните причини. Но зошто токму златото како благороден метал е толку чувствително на овие светски кризи и неизвестности? Генерално во услови кога имате проблем, односно зголемување на јавниот долг од една страна, кога имате исто така инфлација, златото е чувар на вредност. И тоа во услови какви што се денес во светот, а тоа е оние фиат валути без поддршка на реални добра у позадина, ги тера инвеститорите да бараат за солниште во златото како чувар на вредноста, кое што илјадници години наназад ја врши таа функција. Тоа е една од основните причини. Значи традицијата? Традицијата, да. Во сите, минати кризи на светскиве пазари, генерално златото е сигналот кој што укажува како инвеститорите го перцепираат функционирањето на економиите, политиката и така натаму. Во моментов, например, конкретно овие денови е под силно влијание на случувањата во САД околу продолжување на рамката за задолжување и така натаму, која што е веќе енормно зголемена и тоа е причина што инвеститорите најпрво реагираат на тоа што има политичка неусогласеност меѓу двете најголеми партии таму, меѓутоа и притисокот кој политиката го врши врз федералните резерви. Тоа е посебно прашање кое што исто така сериозно влијае на цената на златото, од причина што се создава несигурност кај инвеститорите во водењето на монетарната политика. До сега монетарната политика била водена од страна на монетарната власт, а тоа е Централната банка, и таа била сосема независна. Во изминатите неколку месеци чувме и видовме изјави кои што одат во насока на намалување на независноста на монетарната власт и од таа причина инвеститорите дополнително се чувствуваат несигурни и сметаат дека тоа може да биде дополнителен фактор кој што негативно ќе се одрази на пазарите на капитал и тоа е една од причините зашто повторно цената на златото. Она што спомнавте, геополитичките тензии секако се присутни, поделбата помеѓу северот и југот
неминовно влијае на тоа. Генерално имате спротивставеност која што во принцип се рефлектира во начинот на кој што државите, посебно од југот, ги формираат своите девизни резерви. Се повеќе и повеќе во девизните резерви се зголемува учеството на златото за сметка на обврзниците кои што ги издаваат западните економии, бидејќи се намалува довербата, а исто така бараат и начини во некоја перспективна ситуација да ги избегнат евентуални санкции или било какви ограничувања за слободно располагање на девизните резерви. Токму златото е едно од средствата кои што им ја дава таа слобода. Кога куцуловски инвеститорите си најдоа за солниште во златото во овие турбулентни времиња, дали тоа се одразува и се забележува по прометот на светските берзи? Односно, веројатно, ако поголем дел од парите се насочат за инвестирање во злато, паѓа прометот на светските берзи, односно се намалува учеството за купување на хартија од вредност. Има одраз во однос на прометот и во однос на како се движаа берзите, но би рекол дека не е причината купување за златото. Тоа туку е можеби намалениот раст од почетокот на оваа година. Пример, индексот на американската берза S&P 500 оваа година порасна 13% до сега, во соодветно со 23% претходната година. И поради атрактивниот раст на златото, повеќе инвеститори сакаат да го купуваат како стабилизатор на портфолиото во случај на идни корекции. Така, дали златото е секогаш исплатливо за инвестирање, односно дали е секогаш добар момент за купување на злато? Или може и цената на златото да падне нагло и познава по новата историја, барем последниве 2 децении да речеме, периоди кога златото стоело во место или одело во минус благ? Генерално, ние работејќи со сурогат на златото, фонд кој што инвестира, да речеме, во акции на производители на злато, сведоци сме на таков циклус во 2022 година, како резултат на промена на монетарните политики ширум светот, значи, на сите, баш синхронизирана промена, во која што дојде до нагло покачување на каматните стапки, заради спречување на понатамошно дигање на инфлацијата, цената на златото беше директно на удар. Од причина што конкурент при инвестирање во злато е од другата страна вложување во обврзници. Бидејќи За кој период од 2020? На почетокот, тоа коинцидира со периодот пред почетокот на војната во Украина. Војната започна, колку што јас се сеќавам, на 24 февруари и во тој период коинцидираат двете работи, дојде и до покачување на одредени сировини, кои што влијаеше дополнително на растот на цените на производите, заедно со претходната ултра релаксирана монетарна политика, создадоа неопходни предуслови за да имаме динамизирање на стапката на инфлација и од тие причини цената на златото се отвори и почна да расте. Не, тогаш тргна да паѓа. Бидејќи каматните стапки, како што спомнав, нагло порасна и конкурентот на златото, а тоа се обврзниците, беа поатрактивни. Златото... Но тоа беше кус период. Па добро, 22 генерално имавме периоди кога, колку што јас се сеќавам, од 1800 евра долари за унца, цена на злато јануари 2022. Така. Значи, беше предходно до 2150 вообичаено некој плафон во кој што се движеше цената на златото и во дадени периоди во текот на 2022 падне и до 1600 и 700. Така. Колку што јас се сеќавам во тој период цената на златото, од причина што, пак ќе кажам, високите каматни стапки ги преусмерија инвеститорите кон вложување во државни обврзници, кои што, ќе повторам, се во таква состојба поатрактивни, бидејќи носат и номинален, меѓутоа и реален повисок принос. Така, сега цената на златото $3800. 3820, зависи дали е спот или... Сега, зошто токму со вас го правиме овој разговор за гледачите кои треба да ги упатиме уште малку? Горан Марковски, КБ Инвест, односно фонд
Ние Кој тргува со злато? Значи, директно не тргуваме со Меѓутоа, злато, туку фондот, самиот фонд е сочинет од акции на најголеми компании што произведуваат злато во светот. Првенствено од западниот свет. Западниот дел, да речеме. Тоа се значи ако сака некој да инвестира во злато, треба да... Видете, директно инвестирање е една работа, ова е повторно нешто што е Купување поврзано. акции во компании со злато. Да, компании кои што имаат голема поврзаност со цената на златото, бидејќи најголем и највлијателен фактор во генерирањето на приходите на овие компании е токму цената на златото и други благородни метали, сребро, платина и така натаму. И можам слободно да кажам дека постои висок степен на корелација во движењето помеѓу цената на златото и движењето на цената на акциите на овие производители. Тоа е, статистички гледано е 0,7, а идеална корелација е 1, така да... Добро, како се однесуваа светските берзи во овој период за кој зборува Марковски, кога по војната во Украина, односно по почетокот на инфлацијата, инвеститорите ги пренасочија парите кон хартии од вредност, односно државни обврзници поради поголема сигурност. Како се однесува и акциите на светските берзи? Дали и тие беа во пат како цената на златото или тогаш беа курентни само државните обврзници? Во периодот кога почна да расте и кога се на врвот од приносите, кога можевме и 5% да добиеме на американска обврзница, исклучително за понова историја дека и берзите растеа. S&P-то тогаш порасна 24% во 23-та, откако падна некои 19%, исто имаше силен раст во Европа, Евростокс 50-ката порасна 19%, но годинава и претходната година тој раст е малку поскромен, општо растот во Европа е поскромен за тој период. Водич во тој период беше додека нели имаше исклучително високи каматни стапки, беа финансискиот сектор и технолошкиот сектор, каде што исто така видовме експлозивни растови. Што добива еден инвеститор ако избере хартија од вредност наспроти ако избере злато? Не би рекол дека е или јас на собственото постои златна средина помеѓу златото и хартиите од вредност? Апсолутно. На своето лично портфолио, каде што вложувам за себе и за своето семејство, јас држам исто така златни фондови. Од нив имам добиено многу поголем раст, отколку повеќето од акциите кои ги држам, но тука станува збори за дивиденди и за секторска дисперзија, секогаш се трудиме да бидеме пазарно неутрални во приносите. Добро, кус подсетник, нема да се навраќаме многу назад, меѓутоа неколку години наназад, 2022, веќе ја спомнавме, почна во февруари војната во Украина и таа година генерално беше година на пат, кога станува збор за инвестирањето, сите светски берзи беа во минус или поголемиот број. Но во 2023 се случи брзо закрепнување, 2023 беше солидна за берзите, а 2024 беше одлична, ако така можам да кажам, еве со некои оценки, дури и за македонската берза важат овие резултати кога зборувам. И мислам дека македонската берза 24 беше втора берза по процент на раст. Во светот прва беше, да, во светот. Аргентина беше прва. Втора беше македонска берза со 64-5% раст. Прилика од текот. Како се објаснува ова? Еве, не го знаев податокот дека сме втора по раст и зошто токму Аргентина беше пред нас? Мислам дека Аргентина беше пред нас поради ниското претходно ниво кое што беше резултат на низа проблеми во таа економија и со доаѓањето, претпоставувам, на новата политичка структура, дојде до промена и раст на пазарите, пазарот на капитал во Аргентина во очекување на промена. Тоа претпоставувам дека е била основна причина. Милеј и така натаму. Во однос на македонскиот пазар можам да кажам дека генерално главен двигател на растот
беа банките, кои што успеа да остварат значајно повисоки резултати во однос на претходната година. Мислам дека порасна 30-40% добивките во однос на 23-та и тоа беше причина соодветно да инвеститорите реагираат и ги прилагодат цените на тие повисоки резултати. Меѓутоа, тој раст на приходите на банките продолжува и во 2025-та. Резултатите на банките, на тие водечки, дел од Нови 10 индексот се исто така индексот е надпросечни резултати остваруваат, меѓутоа тоа не го следат сега инвеститорите на македонската генерално. Зошто? Во принцип имате повторување во најдобар случај на резултатите од 24-та во 25-та и тоа преведено низ призма на дивидендна политика, значи ист дивиденден принос за инвеститорите на постоечкиве цени кои што се скромно пораснати во текот на оваа година, за 3-4% се мислам. Каде македонските инвеститори ги пренасочија парите за инвестирање? Генерално и понатаму продолжуваат во Македонија, меѓутоа не со тоа темпо и таков апетит за инвестирање во Македонија како минатата година, кога во очекување на позначајни дивиденди, растови на дивидендите кои што ги би уследиле и следеа реално во текот на 25-та, се однесуваа на финансиска 24-та. Тоа беше основна причина за да го имаме тој раст. Оваа година мислам дека диверзифицираат, носат, односно инвестираат на странски пазари на капитал. Имајќи ги во предвид, да речеме, движењата на барем во фондовската индустрија, можам да кажам дека овие западно ориентирани географски гледано фондови се актуелни и бидејќи оној раст од минатата година кај фондовите продолжува и оваа година. Со помало темпо, меѓутоа продолжува. Резултатот од минатата година е неповторлив оваа година. Апсолутно. Како им оди на светските берзи? И светските берзи се во помал раст од 2024-та? Сега, пред да дојдам, прочитав податок дека грчката берза е најдобра у светот во моментов со 70%. 2025. Да, потоа следат португалска, шпанска и така натаму. Генерално, развиените, оние етаблирани пазари на капитал имаат поскромни стапки на раст. 13-14% е S&P, имавме исто така еден период, мислам дека беше поврзан со датумот на објавување на тарифите, кој што предизвика 20% пат. Од тогаш, ако гледате, растот е повеќе, меѓутоа генерално развиените пазари на капитал се движат во рамки од 10 до 20%. Европскиве, да речеме, DAX и така натаму. Тоа е резултат повторно на продолжување на позитивните трендови кај компаниите, меѓутоа исто така и на помалиот раст во однос на претходните години. Добро. Надополнет со многу неизвестности. Кога зборуваме за овој период, зборуваме исто така за време на експлозија на вештачката интелигенција и роботиката и тоа е највидливо исто така и преку акциите на овие така наречени технолошки компании, па чисто за споредба со златото од 2022 наваму, чија вредност е зголемена двојно и повеќе од двојно, ја земав Nvidia, еден посебен случај, бидејќи цената на оваа американска компанија во 2022 била околу $24 по акција, сега е 180, над 180. Значи за 600% или 7 пати повеќе кратно е зголемена цената, значи многу повеќе од златото. Златото пораснало околу 30%, акцијата на Nvidia пораснала за цели 600%. Да. Како ова го објаснувате? Порано, по теорија во економијата се учеше дека акциите растат врз база на приходите, профитот, пазарниот удел, реалните резултати и остварување на една компанија ги насочуваше акционерите дали акцијата ќе расте или ќе паѓа, стабилноста на компанијата генерално се. Сега во Nvidia повеќе се работи за очекувања на инвеститорите. Инвеститорите купуваат очекување и надеж дека оваа американска компанија ќе произведе некој чип или некој робот или некој дел од она што е потребно на вештачката интелигенција за некој екстра производ што ќе владее во наредниот период. Точно е. И за тоа што го споменавте,
како класичната теорија вели дека сега треба да се случува. Многу од старите модели во последниве 2 години потврлија и излегоа премногу застарени. Nvidia и целиот технолошки сектор е добар показател за тоа. Растот што го гледаме таму е вистина од идни очекувања, но погледнете што произведуваат. Вештачката интелигенција и целата индустрија што ја поддржува прават тектонски измени во општата економија, значи не само на берзите, туку и како работиме, како функционираат компаниите, како доаѓаме до одлуки. Во нашиот сектор, во финансискиот сектор, во инвестицијскиот сектор, вештачката интелигенција при процесирање и правење на одлуки прави големи разлики. И купуваме надеж во иднината со технолошкиот сектор, но би рекол дека е заснована таа надеж. Технолошкиот сектор е двигател моментално на берзата и на економијата. Дали на сметка на овие акции паѓаат акциите, односно вредноста на акциите на некои компании од оние потрадиционални индустрии, од другите сектори? Не е на сметка на технолошкиот сектор. Тоа е тие сектори паѓаат во потрадиционалните индустрија, потрошувачка и така натаму, паѓаат поради ослабена економија, значи недоволно брзо закрепнување, не само од почетокот на војната од Украина, туку и од ковидот и кој притисок тоа го направи врз светските економии, и исто така од нестабилноста во однос на инфлација, кога потрошувачката е толку ограничена, а невработеноста реално низ светот е се уште релативно ниско, тоа прави притисок во однос на инфраструктурни проекти, редовна месечна потрошувачка на домаќинствата, која што е голем предизвик за тие традиционални сектори, дефанзивни што би ги рекли. Има ли други компании, освен Nvidia, Uploving и не знам, микрокомпјутер, како се вика, чип, кои покажуваат потенцијал за ваков експлозивен развој? Апсолутно. И дали се сите тие групирани во тој технолошки сектор? Точно, сите се. Фармација веќе нема некоја друга реална индустрија, аеронаутика, производство на оружје, можеби. Не знам, кои други компании вака имаат потенцијал за раст? Ако ги гледаме моменталната клима, тоа е финанси и технологија, односно секторските инвестицијски фондови кои што ги имаме ние и намерно се уште се До кога ќе трае овој тренд? Нема сигнал дека нема јасен сигнал дека трендот застанува. Кој ќе застане, треба диверсификација низ други сектори, но за сега единствената работа што треба да ја видиме по новите валуации, да речеме во технологијата, бидејќи моменталните проценки за колку вредат тие компании, кворумот што е на пазарот, веќе се при крај. Постигнати се тие цени при крај на годината, сакаме да видиме како ќе изгледа тоа понатаму. Велите, резултат на новото време и очекувано е овој бум, експлозија во технолошкиот сектор. Како во тоа ново време останува силна традицијата за врзување кон златото? Како сигурно прибежиште. Значи, живееме во ново време, инвеститорите инвестираат врз база на очекување и надежи, а не на реални економски параметри. Меѓутоа, кога станува збор за златото, златото е фикс. Порано важеше и правилото дека во несигурни времиња исто така сигурна инвестиција во недвижен имот. Дали и тоа е се уште така? Генерално, во моментов најголемата побарувачка за злато ја движат централните банки. Се уште немаме податоци дека физички лица? Да, физички лица се значајно прерутирани кон инвестирање во злато, имајќи во предвид дека тие се уште присутни нормално. Тие ги гледаат овие технолошки трендови, има многу ETF-ови, односно тип на фондови кои што имаат однапред дефинирана структура во која што физичките лица, оној сектор на население, едноставно одлучува дека таков тип на инвестиција му е потребна и со просто вложување на средства во тие ETF-ови го добива она што го бара. Тоа е изложеност кон компании што се занимаваат со вештачка интелигенција, односно IT сектор. Сега, тоа е една од причините зошто имате вакви евалуации. Во вкупното тргување веќе доминираат овие ETF-ови и
фондови кои што се базирани на предефинирани алгоритми за тргување. Значи, каде што дискрецијата на луѓето во одлучување не постои. Кај ETF-овите, ќе повторам, е однапред дефинирана структурата и ако, да речеме, технолошки фонд во кој што минимум треба да се чува Nvidia 10%, со секое ново вложување 10% од парите, без разлика на резултатот или било што, ќе бидат вложени таму. Таму одат. Добро, велите централните банки се двигател на цената на растот на златото, бидејќи довербата нивна е пред се таму, не толку на физичките лица. Веројатно не постои фонд, или јас не знам, или пак се во мал број, фондовите кои во овие изминати години не успеа, не побрзаа да купат акции во Nvidia, значи портфолио, и тоа големо портфолио во Nvidia, плашејќи се дека ако останат без акции на Nvidia, ќе пропуштат на некој начин технолошката револуција. Точно е тоа така? Така е некако сите фондови беа многу насочени кон Nvidia и сличните компании. Мислам, во вега технологија Nvidia е една од доминантните позиции, но фондот е секторски направен е за технолошкиот сектор. Сигурно не би купиле Nvidia на вега финансии, иако нели вештачката интелигенција повторно има голем удел во напредокот на финансиската индустрија. Генерално зависи од инвестицијската стратегија на фондот, во кој тип на акции се вложуваат средствата. Сега кој Nvidia е трендовски тип на инвестиција, која што, ако ништо повеќе, овие портфолио менаџери не смеат да изостават доколку сакаат да го пратат, да речеме, и самиот индекс, ако го погледнете S&P, 35% е сочинет од Magnificent Seven. Овие 7 големи компании во која што Nvidia е една од поголемите. Колку тие технолошки джинови може да бидат на некој начин сигурно засолниште за вашите пари, или на некој начин може да биде предупредување дека и тука се прави на некој начин балон на очекувања се создава и дека тоа може еден ден да биде ризично, да биде ризик. Ќе ви го кажам нашиот пристап компанијата кај што јас работам. Сме една од тие компании е присутна во портфолиото на нашите фондови, само една. Бидејќи кај другите сметаме дека вреднувањето е над нашите проценки и очекувања и од тие причини сметаме дека нема причина да инвестираме во останатите 6 компании, ајде да кажем. Што не значи дека тоа е вистинскиот пристап. Меѓутоа сметаме дека со вреднување кое што е 30 до 40 пати поголемо од актуелната добивка, самиот пристап при вложување се базира на очекувања кои што се огромни. Меѓутоа повторно зборуваме за различни пристапи. Така. Пристап што е потрадиционален, односно поскромен, да се инвестира во нешто што има пореални можности за раст, или во нешто што е поризично, меѓутоа има огромен потенцијал. И сега во овие времиња кога се е сменето, рековме, се согласивме дека економската теорија порано не учеше едно, сега е сосема нешто друго и кога станува збор за инвестирањето, што е паметно да се прави? Или различен е пристапот и секој треба да си го одбере патот? Во принцип, диверзификација на портфолио е најдобар пристап по мене, ајде да кажеме. Генерално, имајќи го во предвид вреднувањето на развиениве пазари, слободно можам да кажам дека баш вчера читав еден податок во кој што по актуелниве цени со очекувањата кои што се на сите релевантни меѓународни финансиски институции, потенцијалот за раст на акциите е многу мал. Скоро и да не постои ако се тргне од ова ниво на вреднување. Што укажува дека или ќе има корекција, што е исто така веројатна опција, или генерално зборувате во светски рамки? Да. Да, се проследува. Во периодов се појавуваат нови компании, нови стартапи кои исто така постигнуваат некои нивоа и се атрактивни за новите инвеститори. Тоа е коректна инвестиција, меѓутоа во скромен обем во однос на вкупното портфолио. Како нешто што нема и да
тргне на лошо таа инвестиција, нема значајно да се одрази на ефектот на вкупното портфолио. Значи, Еве Марковски смета дека таков вртоглав раст на цените на акциите како ова што се случи со Nvidia во последните 3 години е речиси неповторлив. Куцуловски, мислите дека во наредните 5 години има компании кои може да го повторат ова што се случи со Nvidia? Па 3 години велат конзервативните инвеститори дека растот е неповторлив и 3 години гледаме нов раст. Мислам дека се уште има простор за раст и би внимавал само кој е наредниот интересен сектор. Секогаш има сектор кој што може да направи раст, освен во ситуации каде што не е многу голем пат на Кој освен пазарот. технолошкиот сектор би можел во идните години да биде актуелен за инвеститорите? Мислам дека сега крај на септември 2025 е премногу рано, но е прашање кое што би сакал да го одговорам до крајот на годинава, кога некои работи што ги следиме ќе бидат малку појасни. До тогаш, како што кажав на почетокот, мислам дека на портфолио човек треба да има и дефанзивни и офанзивни елементи, значи и злато и Nvidia би рекол дека е правилната комбинација. Дали тој баланс помеѓу златото и акциите од технолошкиот сектор е најдобар начин да се амортизира или да се балансира ризикот кога се има пред очи некоја акција со потенцијал да расте и неколкукратно, па и 7 пати како Nvidia, но исто време и да се преполови ризикот? Како се прави? Јас тоа го правам на своето портфолио и апсолутно со ширење на портфолиото веројатно со диверзификација. Диверзификација, да, можеби изглед збори нели премногу често се користи, но стварно е клучната работа во градење на едно портфолио. И ајде само за крај македонската берза повторно да се вратиме, ја споменавме во текот на дискусијата, оној раст од 2024 кога била втора во светот по процент на раст, веројатно веќе може да се каже дека е неповторлив со оглед на тоа што до септември растот е минимален, незначителен. Да. Какви се проекциите и прогнозите кога во услови кога немаме кај нас технолошки компании кои би го влечеле тој раст? Банките беа минатата година двигател на растот. Какви месеци пред нас предвидувате за македонската берза и за акциите на неа? Генерално треба да се поврзат со главните фактори кои што го определуваат амбиентот на работа на македонска берза, тоа е вкупната економија, растот на вкупната економија кој што се проектира во рамки од 3-3,5% и така натаму наредниот период, што е во принцип умерен раст и само од таму гледано сметам дека доколку нема некои надворешни шокови, надворешни кризи и така натаму, трендот на раст ќе продолжи наредната година, меѓутоа поумерено во рамки од околу плюс минус 2-3%, околу во интервал од 2-3%, околу 10% да речеме на поврат во текот на 26. Значи дали ќе биде 8, дали ќе биде 12, врз основа на резултатите што ги остваруваат до сега и она што се очекува за наредниот период, повеќе од тоа е неблагодарно да. Иако менаџерите фонд кој тргува со хартија од вредност, сепак ви поставив делумно прашање и како економски аналитичар, како човек кој ги следи економските случувања, не само во земјава, туку генерално, глобално, како златото што е сигурно прибежиште во несигурно времење, така беше порано и важеше и за имот, за земја особено, за недвижности. Дали и сега луѓето го чувствуваат тоа како прибежиште во овие несигурни времења или смена тоа? Мислам дека има придвижување во тој дел и барем ако се следат податоциве за вложување во хартија од вредност и инвестициски фондови, кои што се значајно зголемени во текот на минатата и оваа година. Бидејќи инвестициски фондови сега има нови што инвестираат во недвижен имот на Блискиот Исток, односно во атрактивните арапски земји. Искрено, барем на македонскиот пазар не сум сретнал таков. Во регионот има. Во регионот да, тие се оние real estate. Така. Investment trust. Меѓутоа, тоа е исто така легитимен начин да бидеш... Нов тренд е тоа или? Не, тоа е секогаш присутен тренд, меѓутоа
како и сите фондови, а посебно тој тип на фонд, има низа ризици, таму првенствено би го истакнал ризикот на ликвидност, бидејќи управувате со имот кој што е доста неликвиден и во дадена ситуација може да предизвика проблеми. Не се продава лесно. Не се продава лесно и излезот од тие инвестиции станува проблем. Заради тоа, пак ќе кажам внимателно и соодветна диверзификација на портфолиото, почнувајќи од хартија од вредност преку недвижност и така натаму, е најдобриот начин за да се позиционира инвеститор и секако да користи помош и алатки кои што му се присутни, и инвестициски фондови, и советници и така натаму. Цуловски, една реченица за крај, македонска берза, очекувања, предвидувања? Не заборавајте дека 2024 освен растот, македонската берза искуси и 190% пораст на прометот. Тоа е доказ за што е можно на нашата берза. И иако се можеби сите компании на македонската берза дефанзивни, се надеваме дека ќе видиме нова иновација, како што рековте, стартапи, можеби иницијални јавни понуди. Една не успеа годинава, зашто? Треба неколку обиди, секако. Да не се откажуваме лесно. Апсолутно да не се откажуваме, да не тргуваме колку се 50 компании од отварање на берзата до денес и само таму да го темелиме растот и да бараме дивиденди, тоа е супер, но исто така да видиме и нешто ново. Кирил Куцуловски, Вега фондови, Горан Марковски, КБ Инвест. Господа, ви благодарам многу за учеството во денешната, да си кажеме, на тоа. Фала и на вас на поканата. Почитувани, тука е крајот на ова издание. Ви благодарам на вниманието и останете на фреквенцијата на Телма.